бев обвинет, колку што знам, од страна на владеачката гарнитура, од другата страна за две работи. Прво, дека не сум го испочитал рокот за отчетот 100 дена и второ, дека во овие 100 дена единствено што сум сработил е дека сум извршил дислокација на една единствена канделабра, па граѓаните ќе имаат можност да направат споредба помеѓу тоа што го тврди премиерот, односно владата, односно владеачката партија и она што е сработено во општина Центар. Инаку денеска не достан ниту еден ден, затоа што тие кои што ги упатуваат овие критики забораваат дека во општина Центар имаше 3 круга на гласање и бев избран речиси 3 недела подоцна од граничаниците кои што беа избрани во првиот круг, така да ги сметам тие напади за тенденциозни, но реков и ветив дека ќе им отчет не само за 100 дена, туку редовен отчет за тоа што не јас, туку целокупната администрација во општина Центар работи и се разбира дека тој отчет ќе биде доставен на време и што е најважно дека нема да или колку што е можно помалку ќе внесувам политика во работењето на општината, затоа што од секој сум бил убеден, а уште повеќе откако влегов во овие општински бараки, дека резултатите се најдобар демант за нападите кои што доаѓале претходно, доаѓаат денес и се разбира и во иднина ќе доаѓаат. Да започнам со констатацијата дека тогаш кога дојдов затекнав буквално испразнет буџет, како што и можете да видите во обраќањето кое што имам до граѓаните. Заклучно вториот месец целокупниот буџет за оваа година беше потрошен однапред. Потоа констатирав дека има сериозна задолженост од 5,5 милиони евра, што значи дека ако зборуваме за еден оперативен годишен буџет, тој беше потрошен исто така однапред. И тоа го набележа за да знаат граѓаните на општина Центар каква состојба затекнав и како се работела претходно. Не е тајна, но денеска ќе повторам дека во овие 100 дена општина Центар беше изложена на огромен број на секаков вид на инспекции. И така е прецизно набележано дека во 60 работни дена вкупен број на инспекции се 26, што во превод значи дека кога зборуваме за работните денови, секој втор работен ден имавме инспекција од страна на владата на Република Македонија. Ова го потенцирам за да знаат граѓаните во каква атмосфера работевме и какви резултати се постигнати за овие 100 дена и покрај тоа што речиси секој не речиси, буквално секој втор ден бевме испречувани да работиме. Горд сум на овие резултати кои што ги презентираме денеска, пак ќе кажам со огромна благодарност до оние што работат во општина Центар, особено раководителите. Во овој период покажав дека, ако зборуваме за проектот Скопје 2014, покажав дека не го поддржувам проектот Скопје 2014. Бев многу дециден околу тоа дека сметам дека нема потреба граѓаните на општина Центар да ги одржуваат со своите средства спомениците на проектот Скопје 2014, но од друга страна потврдив дека ниту имам намера да рушам, ниту да претопувам некакви споменици. И мислам дека овие две поенти беа јасно кажани и ќе бидат се разбери понатаму она што представува политика лична моја на раководење на општината. Средствата кои што ќе биде набележено потоа во отчетот се од висина ни помалку но повеќе од 1,6 милиони евра, ги насочив кон изградба на новото училиште во Капишец, чисто како една споредба за тоа што јас, односно ние сметаме дека е подобро, поправедно и ако сакате разумно трошење на народните пари на граѓаните. Она што многу брзо го сватив е дека позади овие така наречени грандиозни проекти на проектот Скопје 2014, грандиозни изданија, стојат илјадници нерешени животни проблеми, прашања на граѓаните на Република Македонија и во овој отчет ќе завршам со тој сегмент, затоа што тоа беше мојот прв и би рекол врвен приоритет, а тоа е да потенцирам и да кажам многу јасно општината да им биде вратена на граѓаните на општина Центар. Ова општина беше, ќе го потребам зборот, киднапирана од страна на централната власт во изминатите 13 години, 3 мандата, функционираше како една подрачна единица на владата
Меѓутоа за овие 100 дена конечно, како што и треба, не само со општинен центар, туку со секоја локална самоуправа, секоја општина во Република Македонија, општината беше раководена од општинските бараки. Оваа порака не важи само за досегашната и актуелната власт, туку воопшто за сите идни влади во Република Македонија, а тоа е да бидат ставени рацете настрана од слободното и независно функционирање на локалната самоуправа.